На тема култура во овој блог разговараме за бестселерот Собарката, кој што е преведен на македонски јазик. Разговараме со авторката, со мене Нита Просе. Добро утро и добро дојдовте во Македонија, во македонската телевизија. Thank you so much for having me. I'm delighted to be here with you. Само ќе ги замалам колегите доколку може да го слушам и јас преводот, да знаеме до каде сме со прашањата. Главната хероина на романот Собарката. Како ја создадовте? Well, she was in many ways a complete accident. I was traveling in the UK and I was staying at a hotel. Обединето кралство и престојав во еден хотел. Отидов на еден деловен состанок, се вратив во собата и бев изненадена да видам Собарката што ми ја чисти со собата. Ја отвори вратата, таа беше многу изненадена што ме виде и јас бев изненадена што ја видов. И беше на некој начин засрамена, затоа што таа се беше облечена во едни многу смрдливи, нечисти панталони и имаше еден куп алишта на мојот кревет, а таа уредно ги средуваше и ги виткаше и не разговаравме една со друга, но си помислив себе си. А ова е толку една невидлива и многу интимна работа кога работите како собарка. Таа ја чистеше собата со денови и таа знаеше се за мене, ја не знаев ништо за неја. И точно во тие моменти, од одредена причина, тоа ми остане некако во умот и на мојот пат дома во авионот јас почнав да го слушам глас на мојата протагонистка. И тој беше многу јасен, чист и прецизен. И започнав да пишувам, следејќи од тој глас, се додека се врати дома и прво на салфетката и која имав од авионот и сето почна така. Значи почнав да пишувам на салфетка. Дали е полесно кога станува збор за вистинска личност, за вистинска случка или нешто што вие треба да го измислите? Мислам дека и фикцијата е вистина. Без разлика дали вие креирате вистинска личност или замислена личност, тоа се однесува во моето пишување, тоа е сеедно. Се доаѓа од искуствата кои што сум ги имала додека бев учителка, значи јас бев наставничка на деца со посебни потреби, бев многу млада и неискусна и секој пат размислував за тие деца. Тоа беше едно време каде што јас се формирав како наставничка. Јас им дадов, сметам, малку, а тие ми дадоа многу, многу добив од нив. Но она што го гледав во тие деца беше еден вид на една големина. Кога ќе размислиме на луѓе со посебни потреби, не смееме да сметаме дека тие се нешто помалку или дека не се доволно добри колку што сме и ние. Значи јас не го научив спротивното со овие деца, значи ги носев на екскурзии, разговаравме во музеите, а наместо да одиме таму, одевме и во кафичи и во природа. И мислев дека на почеток дека тоа го правам за самите ученици, но потоа сватив дека го правам тоа и за останатиот дел на општеството, за да тие да научат и да видат дека луѓето кои што се различни се исто толку нормални како сите останати. И често пати ова беа деца кои не беа, со кои не се постапувало внимателно, кои има одредени предрасуди со кои се соочуваа секојдневно, и тоа е нешто што сакав јас да го вградам во духот на мојот карактер Моли, на мојата собарка, за да видиме некој што е малку поинаков и да ја представиме неа на некои луѓе кои немали искуство со вакви личности. I have to say you look young now. Морам да кажам дека и сега изгледате на вистина на младо, но пишувањето роман е една посебна мистерија. Како кога станува збор за вистинска случка, вие сами го создавате заплетот? Кога немало заплет за да го прераскажете, но како го создавате заплетот? За мене со заплетот, кога влегувате во светот на мистеријата, значи користите еден жанр кој што е толку искористен, каде што
Многу автори имаат додадена вредност, пишувале многу добри дела, значи големата мистерија на мистериите беше предизвик за мене. Значи јас си помислив како јас можам поинаку да пристапам и да го направам поиновативен и многу пооригинален, ако некој би ги читал моите книги. Се сведува на крајот се на протагонистите, значи, и на детективите, кога ќе помислиме на Шерлок Холмс, тој влегува во една просторија, во една соба, ги гледа сите траги, лице е убиено и тој веднаш знае и не учи како да пристапиме на таква сцена од крими роман. Значи, Моли на некој начин беше детектив, меѓутоа за разлика од Шерлок Холмс, значи таа влегува во соба и не гледа ништо, значи ги пропушта сите траги. Значи, таа има свој начин да ја раскаже мистеријата, значи, собарката ќе каже кој го сторил делото, тие треба да ја разберат, значи, целата плејада на карактери и како во било која новела. Меѓутоа, овде имаме една уникасност, зашто се работи за едно патување, за растење и растење на вашето срце. Тоа е мојата задача, да им помогнам на луѓето да го прошират своето срце. Дали имате некои ритуали, односно навики кога пишувате? Веројатно кога ќе дојде мислата, и така и ве разбрав, кога ќе дојде идејата, кога ќе дојде мислата, буквално и салфетка ќе ја заврши работата. Па сметам дека најважната навика која секој писател треба да негува е да седи во столче. Да, навистина го мислам тоа. Значи, многу е лесно да се одолжуваат работите, значи и да правите се нешто, се освен пишување, но најважно и најтешко е да се седи на столчето, да се загрее столчето, дури ако е недела. Јас вешпам да седам на тоа столче и да размислам за тоа што треба да постигнам тој ден. И ако сум во тој едно чувство на едно течение, на една проточност, кога мислите непречено ви течат, може да се наоѓате било каде. Значи, јас сега ставам една капулјача, ако е светел денот и не сакам да го напуштам тоа место. Значи, тоа е еден дуксер кој е многу грд, ама ја ставам качулката и седам на исто место, затоа што не знам дали има магија во тоа да носиш еден стар и излитен дуксер, меѓутоа за мене функционира. Ама да, сигурно не во живо кога сте на телевизија, зашто нема да изгледате убаво во тој дуксер. Дефинитивно не. Дали никогаш сте ја посетиле Македонија? Она што мене ме интересира, ја споминавте големата Агата Кристи, дали никогаш сте ја посетиле во делот на книжевната понуда која што имаме ние? Нашите писатели тука, дали знаете некој од нашите имиња? Ова е моја прва посета во Македонија и навистина убаво си поминувам. Слушнав дека македонците се многу топли, срдечни и љубезни луѓе. Можам да го потврдам тоа. Значи, јас сношти излегов во Старата чаршија. Толку бев убаво примана од сите луѓе наоколу. Што се однесува до литературата, јас не зборувам македонски, но ветувам дека ќе научам македонски следниот пат кога ќе се видиме. Ќе умеам да кажам и некоја реченица на македонски. Значи, потоа слушнав за Драги Михајловски. Мислам дека го изговорив неговото име правилно. Сметам дека е тој одличен преведувач на Шекспир на македонски јазик. И мислам дека има некои вкрстени референции, културолошки референции, значи помеѓу Шекспир, Агата Кристи, затоа што тоа се автори кои се преведени на многу јазици. Сметам дека е тоа важно. Значи, важно е кога ќе ги разбираме овие писатели. За нас во литературата многу е важно кога ги разбираме вакви големи автори. Доколку Моли се игра на филмското платно, која актерка би сакале да ја игра?
Yes. Well, we'll see. Because Pa certainly ќе видиме. the book Сера has been сигурно optioned for screen, дека so I'm имаме very опција, hopeful значи that да one се day we will see екранизира Molly мојата on screen, книга. maybe in the Верувам next дека few ќе ја years, and видиме we'll come Моли back на and maybe екран have some во следните popcorn. неколку We години. can see Molly Може together. би ќе In my земеме eyes, it пуканки could и be ќе so ја many гледаме actresses who заедно, could play her. но има I многу don't know if you've seen The Queen's Gambit, значи but Anya Taylor-Joy is актерки кои somebody може who да I играат, нали, imagine ја somebody a bit гледате quirky, a little bit Queen's different, Gambit, but who has that, тоа е една charm and that актерка која sharpness има to her would be the right шарм character. и But една let us hope оштрина која би we will можела be да seeing it одговара на in Моли. years to come. Но очекувам дека ќе ја видиме Моли на екран во следните неколку години. Ќе бидеме добри домаќини кога и да решите да дојдете повторно. Сега сакам да го заокружиме разговорот. Што сакате читателите да понесат со себе читајќи ја Собарката? Па, очигледно би сакала читателите бидат заинтересирани од мистеријата на на романот, но исто така да одлучат кој го сторил делото, но исто така се работи за тага, за жалење, за социјални загрижености. И до крајот на новелата, значи се надевам дека читателите ќе се чувствуваат дека имаат чувство на надеж, дека можат да сторат нешто за своите животи, да преземат нешто и да навигираат низ сите потешкоти на животот, исто како и главниот карактер. Нита Просе, ми беше задоволство, чест и привилегија што имав можност да ве запознам. Се надевам дека следен пат повторно ќе ве угостиме во македонската телевизија кога ќе дојдете во Македонија. Благодарам. Visit to Macedonia again. Thank you. Fala. Thank you. Fala.